Едни велат со обично брашно, други велат со пченкарно брашно. Ајде тогаш да ја решиме дилемата. Правиме боза, но со пченкарно брашно. Кога правиме боза со пченкарно брашно, постапката е сосема поинаква. Затоа започнуваме на подруг начин. Ставаме 250 грама пченкарно брашно. Додаваме 5 литри вода. Внимателно промешуваме. Поклопуваме со капак и оставаме 24 часа. Се гледаме утре. И еве неповторно после 24 часа. Сега убаво промешуваме. И уклучуваме да се вари од прилика 1 час. За тоа време нормално нели мешаме за да не ни загори. Ете, бозата веќе ни е сварена. Сега ја оставаме убаво да се излади. Некаде од 30 до 35 степени, за да може потоа да го активираме квасецот. Додавам 7 грама квасец. Промешувам. И ја оставаме да ферментира исто така 24 часа. Нормално е, со самата ферментација бозата ќе стане уште погуста, но потоа ќе ја разблажиме. Сега го покриваме со капак и за секој случај ќе му ставиме едно ќебе и се гледаме утре. И тука сме повторно после 24 часа. Сега, ферментацијата е завршена, помината е, но не е иста како во претходната постапка со боза, затоа што брашното не е исто и плюс во претходната боза додадовме плюс дополнително шеќер, така да што ферментацијата одма се активира. Тука не дека не е активна ферментацијата, туку е поспора и се базира квасецот само на природните шеќери од самото брашно. Ајде сега да ја промешаме, да. Мириса на пиво и нормално е да има и нормално е да се згусти малку повеќе од вообичаеното. Нормално ќе ја разблажиме со вода, дали ги приметувате овие меурчиња. Да. Ферментацијата е точна и успешна. Ајде да ја прецедиме. Во друг сат додаваме 800 грама шеќер и половина литар вода. Мешаме додека шеќерот не се растопи. Додаваме во бозата. Сега ќе ја ставам во шишиња и оди на ладење. Ете, и оваа боза е готова. Сега сакам да ми кажете искрено, која боза вас повеќе ви се допаѓа? Ова е со пченкарно брашно или првата со обично бело брашно? На здравие!